Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме ќофтиња од рижото. Овој рецепт првенствено е наменет за остатоци од рижото, но овде ќе ви покажеме како можете да го направите и со свежо рижото. Ова е одлично пред јадење или лесен ручек. И изгледа фантастично. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 50 грама пармезан, една главица бел кромит, 1 до 2 чешниња лук, 125 грама ориз, 250 мл бело вино, 250 мл вода, едно јајце, брашно, трошки леб, сол и бибер и масло за пржење. Прво ќе ви покажеме како да го направите рижотото со пармезан. Вреди да се размисли за тоа каков фил сакате во ќофтињата од рижото. Ситно исечкајте го кромидот, потоа и лукот и на крај изрендајте го пармезанот. Следно, загрејте малку маслиново масло и во него ставете ги кромидот и лукот. Ставете сол и бибер и оставете го маслото да ги омекне кромидот и лукот. Следен ставете го оризот и мешајте го за да поприми вкус. Како течност за крчкање користиме смеса од 50% бело вино и 50% жешка вода. Почнете да ги сипувате и поклопете го рижотото за да се вари на висока температура. Кога течноста ќе се впие, додадете уште вино и вода и постојано мешајте. Кога ќе ја потрошите целата течност, почекајте да се довари рижотото, тргнете го од огнот и оставете го да се излади. Доколку користите студено рижото, прескокнете го првиот дел од рецептот. Земете го изладеното рижото и од него почнете со рацете да правите ќофтиња. По 3 за човек ќе биде доволно за овој рецепт. Земете 3 чинии и во едната ставете брашно, во другата живо јајце, а во третата трошки леб. Земете ги сите ќофтиња едно по едно и валкајте ги во чиниите по следниот редослед: брашно, јајце, трошки леб и ставете ги настрана за подоцна да ги пржиме во масло. Почнете да ги ставате ќофтињата во маслото. Запомнете, ја пржиме само на дворешноста и сакаме тие да добијат боја. Внатрешноста е веќе готова. Превртете ги неколку пати за да добијат рамномерна боја и потоа извадете ги и оставете ги да се исцедат на кујнска салфетка. Време е за сервирање. Ќофтињата од рижото ги сервираме на подлога од едноставен доматен сос. Ставете 3 ќофтиња во чинија и украсете со гарнир. Овде ставаме печени коцки од пиперка со лист Макдонос. Изгледа неверојатно, има неверојатен вкус и толку лесно се прави. Можете да ставите парче моцарела во средината на ќофтињата од рижото за дополнителен фактор на воодушевување, или пак ставете уште рендан пармезан во трошките лед за да добиете целосен ефект со пармезанот одвнатре и однадвор. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!